Шакше, kao neka beka, šak i šak, dama tebi sema. Минатиот викенд Битола беше домаќин на повеќе од 180 шахисти од повеќе држави. Во нашиот град се одржа еден интересен шаховски турнир. Со нас денеска е господинот Зоран Попчевски, председател на шаховскиот клуб Шах Шех, кој што ќе ни објасни малку подетално што се случуваше во Битола изминатиот викенд. Изминатиот викенд или поточно во недела на 15 октомври се одржуваше традиционалниот веќе втор пат оваа година турнир во забрзан шах, Шах Шех Вавилон Open. Турнирот се играше во 9 кола по швајцарски систем со темпо на играње 10 минути за секој играч и 5 секунди додаток за секој потек. На турнирот учествуваат точно 177 шахисти од неколку држави, меѓу кои нормално најмногу имаше од Македонија шахисти, но имаше исто така добри шахисти од Грција, од Бугарија, од Србија, од Црна Гора и од Косово имаше шахист. И турнирот се играше во 9 кола, како што кажав, и победник на турнирот беше Тони Лазов, македонски репрезентативец, мајстор кој што игра за шаховскиот клуб Алкалоид од Скопје. Така. Колку време се подготвуваше овој надпревар, бидејќи станува збор за еден обемен настан со голем број на луѓе од повеќе држави? Овој турнир се подготвува практично цела година, од завршувањето на минатогодишниот турнир, кој се одржа во септември, до оваа година се правеа мали подготовки, но интензивната подготовка 15-20 дена пред одржување на турнирот. А контактите континуирано си ги одржуваме со шахисти од други клубови, со шахисти од други држави. Сакам да потенцирам посебно соработката со културниот центар од Лерин, во чиј состав има и шаховски клуб. Имаме веќе повеќе од година одлична соработка. Така. Ова година промовиравте и шаховска химна. Зашто станува збор? За прв пат, нели, премиерно беше изведена? Да. Искрено ви кажам, вака како да го објаснам, тоа е интересна работа. Сакавме да направиме спој помеѓу шахот и помеѓу уметноста, во случајот рок музиката. Од каде таа идеја? Па најверојатно мотивацијата беше на расказ на Блаже Конески Потез, во кој објаснува една партија на еден шаховски мајстор со некој млад шахист и тука навлегува и во психологија, во размислување во стекот на самата партија и до некаде тој шахот го споредува, го спојува како игра и уметност. И ние тука направивме еден обид да го споиме шахот со музичката уметност и да имаме шаховска химна. Колку што ја знам, шаховска химна во Македонија сигурно нема до сега, а и во светот не знам дали има некаде. Мислам дека нема, дека ова прва нашата шаховска. Дали се планира да добие студиски запис, бидејќи тука беше изведена во живо? Да, овде беше прв пат изведена во живо со бенд формиран специјално за оваа намена, со две соло гитари, бас гитара, тапани и вокал. Во наредниот период ќе има студиска снимка и студиската снимка ќе биде објавена. Предпоставувам и со спот. Затоа што е модерно, нели сега? Ако имаме можност финансиски спот или некој поевтин спот ќе видиме со компјутерски некои анимации, со некои шаковски презентации помеѓу. Да, важно е да заживее песната, нели? Спот ќе се обидиме да направиме, но дали ќе можеме да направиме квалитетен спот, тоа не сум сигурен. Ќе видиме, ќе побараме помош од луѓе кои работат такви работи, ќе побараме ако треба финансиска помош од некои фирми, од некои институции. Ќе побараме помош, се надевам дека ќе направиме добар спот. Фотографиите кои имавме можност да ги видиме во медиумите, навистина изгледа интересно, голем број на луѓе присуствуваа на овој турнир. Дали очекувавте толку голем интерес? Минатата година имаше 137 шахисти, сега 177. Имаше и многу гости, колку што може да забележам од јавниот, од политичкиот живот, од градот. Интересот за шахот е голем во Битола. А и насекаде шахот е игра која трае не знам колку векови, 20-25 векови, уште кога се измислила во Персија, ако и таму воопшто измислена, барем така ние знаеме, шахот се негува и во континуитет е една од најдолгите човечки активности која е во континуитет активна. И секојаш има интерес за шахот. Но со една популаризација, со еден
малку пропаганден период, со малце подобро организираност на клубовите, таа популарност на шахот ќе се зголемува и ќе се регрутираат нови шахисти, што понатаму квантитетот ќе донесе и квалитет. Ние очекувавме дека ќе има многу шахисти, а во наредната година сум сигурен дека ќе има и повеќе. Дали има и други активни клубови во Битола? Шаховски клубови? Да. Дали тие организираат некои слични надпревари или ова беше нешто најголемо што се одржало оваа година? Добро, вака, има 3 активни шаховски клуба во Битола и еден клуб кој е регистриран во Битола на Сдруженијето на слепи лица 4 ноември, но тоа е веќе клуб во цела Македонија, само е седиштето во Битола. Ние, битолските клубови, сите работиме на некој свој начин. Сите придонесуваме за развој на шахот, секој на свој начин. И другите клубови... И според можностите? Според можностите и според нивните замисли како клубови, некој ќе сфорсира повеќе млади шахисти, некој надпреварувачки, некој брзопотезни турнири. Сите се обидуваме кој колку што може и меѓу себе досега одлично соработуваме, си помагаме. На овој турнир беа присутни шахисти од сите битолски клубови. Значи си искористи приликата да се промовираат и нивните членови. Да, си искористи приликата и малку и да се надпреваруваме. И ние често со нив си правиме интерни турнири, кои не се обзнануваат во јавноста, битолски турнири, на кои тренираме меѓусебно, се надпреваруваме, се дружиме и дури некојаш правиме брзопотезни турнири за забава. Тоа е се во интерес на популаризација, на раздвижување. Младите шахисти ги мешаме со тие постари, поискусни шахисти што со другите клубови, да заиграат и со нив. Ги спомнавте младите. Колку е шахот интересен за младите? Дали има на повидок млади учесници, млади надпреварувачи? Па вака, да ви кажам само еден податок, минатата година ние на првенството на Македонија за младинци до 16 години освоивме 3-то место. Можевме и подобро. Ова година се надеваме дека ќе одиме барем едно место. Прв пат учествувавте? Прв пат учествувавме на младинско првенство, освоивме 3-то место до 16 години. Ова година ќе се спремиме малце подобро и очекуваме барем втори, ако не и први, да бидеме во една или две конкуренции, затоа што има надпревари од 8, 10, 12 до 18 години. На 2 години е старосната граница во која што се ограничени групите. Ќе се обидиме да направиме екипи скоро во сите категории и да се бориме за што подобар резултат. И директно на тоа дали има интерес, ќе ви одговорам најпрецизно. Интерес има многу кај младите. Позитивно. Тоа е позитивно, но што е негативно? Капацитетот на клубовите да ги примат тие млади луѓе е ограничен, затоа што немаме просторни можности, немаме финансиски можности, немаме можности да едуцираме тренери. Само да ви кажам за препастување на податок, Битола нема ниту еден лиценциран судија шаховски. Ние кога ќе имаме турнир во Битола кој е официјален и рейтингова, мора да бараме и да е локален тука битолски турнир, мора да бараме судија надвор од Битола. И замислете сега тоа, патни трошоци, надоместок за судијата, цело тоа натоварува. Како овој што беше нашиот голем турнир, секако мора да има судија од страна интернационални, треба повеќе судии, но на малите турнири ние сме приморани, ако сега организираме некој турнир во класичен шах кој ќе трае 9-10 дена, ќе треба 10 дена да платиме двајца, тројца судии со одноќевање, со надоместок. Тоа е незамислив трошок за клубовите од Битола. Никако не можеме да го поднесеме сите клубови да се споиме, таков турнир ако не добиеме поддршка од страна, нема шанси да го затвориме како што треба. Ајде, бидејќи ја спомнавме поддршката од страна, започнавме со турнирот кој што се одржа во неделата, да завршиме и со турнирот. Дали имаше помагатели овој пат и кој ви помогна да се организира тоа и да изгледа како што изгледаше? Па имаше помагатели, ние таму доделивме благодарници. Нормално, коорганизатор на турнирот беше ресторанот Вавилон. Исто премиум пиво Доел Битола е континуиран поддржувач не само на овој турнир, туку на сите активности. Јавните предпријатија, меѓу кои нискоградбеност, ни помагали и другите јавни предпријатија, и пазари, и водовод. Општина Битола секогаш стои на располагање. Има и приватни филми, да не заборавам некој да не ми се наутат кога ќе ме праша. Значи на некој начин и градот застана зад вас. Да, Light Elcom ни помага, Макотех на Доел Битола, Геобиро Балкан нима помагано, нима помагано повеќе фирми
И затоа успеваме да организираме. И општина Битола секако е континуирано со нас и градоначалникот ни даде поддршка директно на турнирот, присуствуваше. И го отвори И турнирот. го отвори турнирот во дел на популаризација. Нормално тука функционерите од општина Битола и од други функционери од јавни предпријатија помагаат да се популаризира и ги помагаат активностите. Но приодот за, јас зборувам сега за вакви турнири кои популаризираат шах, зборувам за регрутирање на млади шахисти. Секој шаховски клуб, па најверојатно и секој друг спортски клуб има 3 нивоа на действување. Едниот е рекреативен, другиот е едукативен и третиот е надпреварувачки елемент на секој клуб. Во делот на рекреативен шах имаме можности тоа да го правиме без проблем. Во делот на едукативниот малку потешко, во делот на надпреварувачкиот е најтешко затоа што тоа изискува многу средства финансиски, одење по турнири, тренирање, обуки, часови, литература, организација на Всушност турнири. најголемиот дел од средствата се потребни за третиот дел, За како што се се кажа. потребно, но тој е најверојатно најскап. Најскап, но и за едукација треба тренери, ако одиме на најниско ниво, можеме да ги едуцираме и ние, но кога некој млад талент ќе напредува, стигнува до некој средно ниво, па потоа треба да оди напред, до врвно ниво. И му треба Затоа надоградба. Треба скапа литература, треба скапи програми кои се купуваат компјутерски, треба тренер кој е искусен, некој велемајстор од повисок ранг. И тоа се кошта. Дел може би некаде ќе се вклучи некој родител на некој дете, но немаат сите можности да финансираат. И што би се случило сега, наоѓаме некој дете супер талент, родителите не се во можност да го форсираат, ние како клуб не сме во можност, тој талент едноставно ќе пропадне, ќе се слее во некоја просечност. Како и во многу други Како спортови, во за многу жал. други дејности, не мора да е спорт. Едноставно, ако нема можности да напредува некој млад талент, ќе се спои во просечноста и тоа е тоа. За жал ќе го изгубиме како. Јас ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека ќе се видиме повторно со некој нов повод. Ви посакуваме успешна организација на третиот турнир и можеби и некоја новитет, некој нов новитет, нели? Овој пат беше шаховска химна, можеби тогаш и нешто друго ќе биде. Зошто да не и промоција на спотот за шаховската химна, нели? Да, па ви благодарам и ние имаме постојани активности, ќе ви известуваме редовно, вие ќе известувате јавноста. Во секој случај. Ви благодарам за разговорот и вас. Почитувани гледачи, бевме гости вечерва во шаховскиот клуб Шах Шех. Зборувавме со господинот Зоран Попчевски, претседател на клубот. Ни раскажа како помина турнирот кој што во неделата се одржа во Битола. Ви благодариме на вниманието и ве покануваме да останете и понатаму со нас, затоа што ќе следуваат и нови содржини во наредните денови. Шах, шах, крал века, века.